skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve che dojdam skoro, i so mene otplatam, se komu ke dadam spored delata, kolku ljubov vo srca dam. Se komu ke dadam spored delata, kolku ljubov vo srca dam. Hristos voskresna, Hristos voskresna od mrtvite, со смртта смртта ја победи, и на тие во гробовите живот те сакам, Господе, живот вечен им подари. Знаете, денеска е по православниот календар Велик ден. Се служат литургии во црквите. Завршуваат православните пости. Католиците пред една недела прославија, муслиманите наредната. Тука некаде се бркаат поделените луѓе, славејќи го Бога, својот Господ. Својот. Ние зборуваме за татко на сите, за отец на сите. Ке вапцаат јајца, адет кој го има на фреска од критско-микенската култура. Ке приготват трапеза според тоа како, кој колку може. Те сакам, Господи Исусе Христе. Суштината е дали Исус живее во моето срце, дали вистински сум еден дух со Него. Татко, води ме и денеска. Нека секој збор што ќе биде кажан и изречен биде во силата на Твојот дух. Ти зборувај низ мене, Ти врши ги делата. Нека биде Твојата волја, силата, царството. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Славата е Негова. Ти благодариме што и во овој ден не крепиш и ги држиш темелите на земјата, да нема земјотреси. Ни го даваш Твојот мир, мирот свој ви го давам. Го бараме Твојот мир, Твојата волја во нашите семејства. Те молиме за сите оние за кои се молевме оваа недела. Да им дадеш сила и наплив, да го расплантиш нивниот дух, да го отворат срцето, да повикаат кон Тебе, да се покајат, да ги исцелам. Да бидат богати со дух, да богатеат со духот, да работат за Царството Божјо. Те сакам, Господе Исусе Христе. Видете, има временски датуми кога те подсетува дека постои Господ, Божик, Велик ден и други празници. Тој е принцип од најстариот момент, од неолитска Македонија, да речеме од железно време на Кокинскиот театар. Значи, имало датум кога сончев лач осветлува еден од кој ќе седне на престолот на Кокино, каде што немало крвни жртви, него станува збор за соединување со небесен, светлината од небесата, татко кој е непристапна светлина, со земјата и се раѓа Богочовекот, пророкот, жрецот. Тој принцип го зборува за соединување со Бог, за соединување. Дури Аристотел во античка Македонија вели дека учеството во Дионисовите слави, значи учество Дионис, син на небесен татко и земна жена, значи пророчка уметност, пророчка обреден театар, учеството во тие слави било да се соединиш со Бог, што е суштината. И потоа доаѓа Духот ја оплодува Марија, како избран сад за неправедните богатници. Слушнете ме сега, вие што сте богати. Луѓето се богати. Богат што значи? Може да имаш материјални добра, доволно не ти треба ништо, уживаш. Јас сум овде во Мавровскава агора. И ако не го ползуваш материјалното за слава Исусова, ти си живееш сам за себе, си го наполнил амбарот, богат си, не ти треба повеќе ништо, си уживаш, си живееш. Нели? Плачете и лелекајте вие богати. Не собирајте богатство на земјата.
туку собирајте богатство на небесата, каде што ни молец, ниту рѓа го јаде, ниту црв, ниту крадец го краде. Плачете и лелекајте заради многобројните неволји што ве очекуваат. Гнило е вашето богатство, вашите облеки молци ги изедоа, вашето сребро и злато рѓоса. Злато и сребро немам, тоа што имам, тоа ти го давам. Биди исцелен, пријателе, од другата страна. Еве ти го Исус во срцето, духот нека те преплави. Само ти побарај од срце. Таа рѓа ќе биде сведоштво против вас. Ќе ги изеде вашите тела како оган. Ние пак ќе дојдеме низ тоа. Златото се прочистува низ оган. Ние ќе поминеме низ оган. Првиот свет помина низ вода, вториот свет ќе помине низ оган. Те сакам, Господи Исусе Христе. Огнот на љубовта која никогаш не изгаснува. Напласивте богатство во овие последни денови. Не им плативте на оние што ги косеја вашите ливади. И тие неисплатени пари сега викаат против вас. Лелекот на оние што ги жнеја вашите ниви дојде до ушите на Семокниот Господ. Внимавајте како давате, како плаќате, како се однесувате. Плата за гревот е смрт. Знаете. Те сакам, Господи Исусе Христе. Луѓето кои знаат дека горе има суд, дека има духовен свет, дека ќе поминеме низ тој процес на проверка што си направил ти во својот живот. Дали си ја закопа душата во земја, си живееше, богат си доволно, не те интересира, не те засега, не работиш за Исус, ти си Каин, врзан за земјата кој го убива Авела. Живеевте раскошно и разуздано на земјата, си ги угоивте телата како добиток готов за клање, осудивте и убивте праведни луѓе кои не можеа да ви се протистават. Внимавајте во осудувањето, кој нема милост, тоа е еден од оние стихови за кои треба добро да се држиш. И за него во судот ќе нема милост. Милоста во судот се прифаќа, се пофалува и како ќе го најдете препевот. Имајте трпение при страдањата, драги пријатели, сотрудници, додека чекате да се врати таткото Господ Исус. Погледнете како земјоделецот трпеливо чека скапоцениот плод на земјата да узрее за жетва, како трпеливо го чека пролетниот и есенскиот дожд, еве денеска утрово врне. Бидете и вие трпеливи како него и охрабрете ги вашите срца. Господ брзо ќе дојде. Животот брзо поминува. Видете, јас по земново време имам 60 години. Мислам дека сум застанат некаде на 33. Веројатно тоа е тој момент каде душата созрева до полна возраст Исусова. И почнувам да живеам за Исус. Почнувам да работам. Ме чекаше трпеливо сите оние гревови, глупости што ги правев, сакајќи сам да го исправам светот. Светот се победува само со Исус во твоето, во моето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, бидете и вие трпеливи како него, охрабрете ги вашите срца. Господ брзо ќе дојде Исус. Немојте да негодувате еден против друг. Воспротивно Бог ќе ви суди. Еве го судијата веќе стои пред вратата. Ние добиваме луѓе, соблазнуваат цела заедница. Стои на едно исто место, истото го вреска како мали деца по базариштата, соблазнува вака, така. И навистина без Исус, бргу ќе расчистиш со тие луѓе, но треба да размислиш колку долго тебе те чекал Всемогниот Бог да се покаеш. Имаме такви луѓе. Па ќе се најде по некој. Видете, поразително е кога заедницата не е заинтересирана, велат дека се во Исус, за некој брат што е послаб, што е помал, што има потреба, немаат нерви, се гледаат само себе си, потоа тие се под напад, бидејќи се враќаат во калта, во блуденицата, тие се под напад и така се врти тој круг. Драги мои, еве го судијата веќе стои пред вратата, следете го примерот на пророците што зборуваа во името на Господ.
пророк што зборува во името на Господ? Дали ти зборуваш од себе или зборуваш во името на Господ? Јас не зборувам од себе. Сигурен сум во тоа. Зборувам во името на мојот Господ Исус Христос и Таткото Небесен. Тие имаат трпение дури и кога мораат да страдаат. Дали имаш трпение дури и кога мораш да страдаш? Оние што најмногу издржаа, најпоиќе ги почитуваме. Сте слушнале како трпение покажа Јов, се му зеде, лелекаше, се само сожалуваше, кога призна пред Бог, се му врати. И знаете како Господ на крајот го благослови. Господ е полн со милост и сочувство. Нашиот татко е добар татко, драј патер во античка Македонија. Добар татко, тој е љубов која никогаш не престанува. Потребно е само ти да се промениш, синко. Ти, твоето срце. Но пред се, драги пријатели, немојте да се колнете ни во небото, ни во земјата, ниту во што било. Доволно е да кажете да, не зборувам јас, тој зборува од мене. И не зборувам јас, тој зборува. Да, тој зборува. Не зборувам јас, за да не паднете под досуда. Моќта на молитвата. Ако некој меѓува се во неволја, нека се моли. Спротиставете се со тврда вера. Постојано моли се. Имам една жена, не е од Европа, има проблеми со синот. Секој ден моли се, секој ден имавме едно семејство, секој ден се молеше, се оправи. Сега ги нема, не се молат. Се враќаат симптомите. Ако некој од вас е болен, нека ги викне старешините на црквата да дојдат и да се молат за него. Видете, секогаш кога ќе ме повикаат, кога некој вистински или духот ќе ми каже, има веднаш отчитување. А имаат проблем, не се молат со мене, се молат сами, не мора со мене. Тоа е почит кон Исус. Нека ги замоли да го помазат со маслиново масло во името на Господ Исус. Ако се молите со вера, ќе му помогнете на болниот, Господ ќе го оздрави и ако направил грев, ќе му се прости. Имавме сега еден случај. Брачен пар. Имаат некоја диагноза дека ако затрудни жената ќе умре, веќе била трудна, еднашка едва ја спасиле. Или пролот ќе умре или таа. Видете сега, дојдовме до тоа, се помоливме, ми рековме решете сами, дојде сила, здраво срце, отиде сега во друга земја, исчезна симптомот, срцето е здраво. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ако се молите со вера, ќе му помогнете на болниот, Господ ќе го оздрави и ако направил грев, ќе му се прости. Но мораш да се покаеш. Признавајте си ги гревовите еден на друг, молете се еден за друг, за да бидете исцелени. Имаме неколку случаи. Слушаат еден проповедник, наш пријател на интернет, не слушал од заветиве што слегува, доаѓа малку па не доаѓа, повеќе оди на други места, слуша на интернет, нема промена во истата кал. Па сега ќе оди по исцелителни терапии кај некој што наплаќа и видите непослушност. Пиеш од многу извори, не ги препознаваш духовите, мислиш дека се е полезно, се е дозволено, но не е се полезно. Нема промена, ти треба да се промениш. Исус издал преку 500 завети, школа за нас, тој зборува, не јас. Не јас, да тој, да, не, да. И ти не ги прифаќаш, ти одиш на друго место и чекаш да се промениш. Па оди таму, промени се. Видите, тоа што те тера да не доаѓаш овде, ти бегаш од Исус. Не е проблемот некој да те исцели. Па уште тој исцелува. Исус исцелува. Демоните излегуваат и влегуваат во тебе. А тој си трупа богатство. Проверете, например, еден исцелител од нашиот град. Колку му е зголемен имот од кога се зафати со тој бизнис. А Исус вели, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Признавајте си ги гревовите еден на друг, молете се еден на друг, за да бидете исцелени, да се молиме еден за друг. Имаме случај на исцелување срце, запушено, не знам што, срце, оди таму, не треба веќе да пиеш, срцето ти е здраво. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Енергична молитва од праведен човек има голема сила.
До тогаш духот ти зборува, не ти. Илија беше човек од крв и месо. Пазете, свети Илија го славите. Илија беше човек од крв и месо, како што сме и ние. Кога тој се помоли да не врне дожд 3,5 години, дожд не заврна на земјата. Потоа пак се помоли, заврна дожд, па земјата си ги даде своите плодови. Зошто? Затоа што му служеше на Исус. Зашто беше комплетно предаден во служба и ја исполнуваше неговата волја. Пријатели мои христијани, ако некој од вас застрани од вистината, треба да се потрудите да го вратите назад. Да го вратите назад. Вие не сакате да се молите, немате време за некој таму, не ви интересира. Нетрпеливост во заедницата. Нема да слезе благослов за целата заедница. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ако некој од вас застрани од вистината, треба да се потрудите да го вратите назад. Оној што ќе врати грешник од погрешен пат, ќе ја спаси неговата душа од смрт и ќе покрие многу гревови. Слава ти, Господи Исусе Христе. Еве тој што ми зборува. Значи слегуваат овие текстови, доаѓа првата реченица и потоа јас ги запишувам. Со кого се сообразуваш? На кого наликуваш? Со кого се споредуваш? Па јас не сум грешен човече. Види оној како прави. Кого имитираш, подражуваш? Од кого учиш? А ние базично учиме од своите родители. Дали правиш, постапуваш како и другите луѓе? Па тој прави така и јас ке правам така. Дали сакаш да бидеш во Исус, со Исус, или во светот, да си бидеш како светот што прави? Еве стихови. И како што го носиме ликот на земјениот, така ќе го носиме и образ на небесниот. 1 Коринтијаните 15:49. Во друг препев се вели, како што сега личиме на Адам, човекот направен од земен прав, така тогаш ќе личиме на Христос. Да личиме на Христос, на човекот што потекнува од небото. На кого ние личиме? Слава ти, Господи Исусе Христе. Од кого потекнуваме? Чии сме? Кому му припаѓаме? Дали сме од земјата, Каин, или како Авел, сакаме да одиме на небесата, или од небесата? Исус вели, јас сум од озгора, вие сте од оздола. Одиме со стиховите, нека не учат тие. Па така првиот човек Адам стана жива душа, последниот Адам, последен Адам, животворен дух. 1 Коринтијаните 15:45. Жива душа и животворен дух. Во друг препев се вели Христос кој може да биде наречен последниот Адам. Последен е тој, нема да има ништо друго. Е дух што дава живот. Дух што дава живот. Дух. Така да обредите во тело се беззначени. Духот дава живот, но сега ни зборува за премин од земен во небесен. Од материјален во духовен, ни зборува за премин од земјата кон небесата. Но не е прво духовното, туку душевното, телесното, а потоа духовното. Првиот човек е од земја, земен Адам, вториот човек е Господ од небото, 1 Коринтијаните 15:46-47. Од земјата кога гледаме први не телесното, а од небесата е друго. Друг препев вели, но прво доаѓа материјалното тело, ти си во материјално тело, а потоа духовното. Првиот човек Адам беше создаден од земја, направен од земен прав. Вториот човек Христос потекнува од небото. Потекнува од небото. Од што си ти? Од прав земна, вдахнат ти е дух во лицето. Си станал жива душа. Твоето вистинско потекло изворно е од небесата. Но тука си паднат со сатаната во материјално тело, во кафесот до конечно ослободување. Портата е Исус. Какви сме ние? Чии сме? Кој не движи и управува?
Кој ни вдахнал дух животен за да оживееме. Татко мој, небесен, стихови. Каков е земниот, паднатиот, такви се и земните. Каков е небесниот, такви се и небесните. 1 Коринтијаните 5:48. Како што сега личиме на Адам, на човекот направен од земен прав, така тогаш ќе личиме на Христос, да личиме на Христос, да наликуваме, да бидеме во Христос, да биде во нашето срце, да живее во нашето срце, да имаме дух животен, жива река од нашата утроба, на човекот кој потекнува од небото. 1 Коринтијаните 5:49. Тело создадено од земја, но на небото ќе имаме тела како Христовото тело, бидејќи Христос потекнува од небото. 1 Коринтијаните 5:48. Видете, тука станува збор за две суштествувања на земјата, синови Исусови, синови Божи и синови ѓаволски, синови сатански, синови човечки. Потоа ни кажува дека телесниот човек не може да го наследи Царството Божјо. Телото и крвта не можат да го наследат Царството Божјо, ниту распадливоста ја наследува нераспадливоста. 1 Коринтијаните 5:50. Друг препев вели, распадливите тела како такви не можат да бидат жители на Божјото царство. По 53 стих вели, неопходно е нашите распадливи тела да се преобразат. Па тоа е целата суштина, како да се преобразиш во нераспадливи. И тоа е што е смртно да се преобрази, да се прероди во бесмртно. Друг препев вели, и распадливото треба да се облече во нераспадливо, а смртното да се облече во бесмртно. Ете што е нужно да направиме. Преоблекување во Исус. Преоблекување во љубов. Пази, од нељубов во љубов, во свадбена облека. Знаете оне што влегол на свадбената облека? На свадбата нема свадбена облека. Нема Дух Свети во себе. Го нема Исус во срцето. Старото треба да го оставиш, стариот човек. Го соблекуваме на крстот. И тука е целиот проблем. Ненаправен покаен грев, покајно умирање, покајно распнување. Тие мислат дека надворешниот чин во водата е важен. Важно е ти да се оставиш стариот, да одбиваш да живееш како порано и да му ја предадеш власта на Исус. Тој вистински да управува и да живее во твоето срце. Се соблекуваме на крстот. Се преродуваме, умира стариот тихо. Нема веќе таков човек. Има Исусов тихо. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ова е реален процес. Да го разбереш тоа, дека без Него не можеш, не си способен, не можеш да направиш ништо. Облекување во ново според образот на небесниот. Образец ти е Исус Христос. Според Него, за Него, по Него, во Него. А без Него не можеш да направиш ништо. Исусе и само Исусе. Имаш проблем. Спротиставете се со тврда вера. Упорно секој ден се молиш. Исусе, помогни ми. Исусе, помогни ми. Исусе вака, Исусе така. Покажи ми што да покајам. Помогни ми, Исусе, како да се променам. Исусе вака, Исусе вака. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Потребен си ми, Исусе. Исусе, Исусе, Исусе. А ти еднаш годишно, 2 пати, Великден, Божик, си живее по-старо. Или па уште мислиш дека си во Исус, си живееш по-старо, уште по-лошо. Па цитираш, па осудуваш, па ти кажуваш како треба, што треба. Те сакам, Господи Исусе Христе, наместо Исус вистински да живее во моето, во Твоето
срце и тогаш ти ќе се преродиш, ќе се промениш. Пазете, во еден дух да живееш, да си за секогаш Исус, со Него. Насекаде да си со Исус. Во секого да си со Исус. Во секое срце Исус. Исус станува, те преплавува, доминантно се облекуваш во Него, личиш на Него, зборуваш со Него, Тој зборува низ тебе. Он ги врши делата, Духот те води и ова смртно тело на дворешниот човек се облекува во духовен, внатрешен Исусов човек, каде Исус зборува, љуби, действува, се радува, исцелува од тебе, во тебе и ти си еден дух со Него. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секого Исус, од земјата до небесата Исусе и само Исусе. Исусе и само Исусе. И повторно ќе дојдеме до филтерот практично. Кога ќе дојде Духот. Кога ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави, ќе го славиш само Исус. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Значи, Господе Исусе Христе, само кога е Духот. И кога Духот ќе дојде, ти ќе зборуваш татко наместо Господи. Денеска е ден, например, Велик ден, одиш во црква, вапцаш јајца, палиш свеки, пееш песни, јадете, пиете, правите обредни адети. Дали Исус живее во твоето срце? Дали вистински си му предал се? Дали вистински си еден дух со Исуса? Дали си го оставил стариот човек и живееш по образот на небесниот, по Исуса Христа? Се важни прашања кои одредуваат, те носат по широкиот пат што води во пропаст или по тесната патека на љубовта, преобразбата од телесен во духовен човек, за да се вратиш во Царството Божјо. Исус е портата на спасението. Кој ќе ја најде, ќе повикаш кон Него, ќе влезеш и ќе излезеш и пасиште ќе најдеш. Ете, тоа е суштината. Сето друго се телесни, приказни обреди, суети. И дали Исус живее во твоето срце, се гледа по тоа. Дали ти имаш љубов за сите, дали си им простил на сите, дали осудуваш или не осудуваш, дали ја живееш твојата или неговата волја. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Доаѓам скоро, дојди мили Исусе во моето срце. Дојди мили Исусе во моето срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата.